Дождот од синоќа беше безмилосен и во очи фрли многу семејства од кочанските села Грдовци и Облешево. Огромната количина на вода беше премногу за куќата на семејството Ангелови, која ноќеска не издржа. Голема пукнатина се појавила на една од главните ѕидови, пошто водата течела како врз воденичко тркало. Ни солзи опишуваат денеска за телевизија Стар двете домаќинки, мајка и ќерка. Вода ни улегна, не може ни да спиеш, седеме тука на креветот, дигнани нози, се е испопукано, многу тешко. Ова пукнатина од синоќа ли? Од синоќа, да, од синоќа е пукнана. Вода бееме до тука до колена у собите. Ни спање, ни оваа вечер нема спање. Ни дека нема дека да одеме. Побаравте помош? Помош само што ги викнаваме пожарникарите, синоќа не можеа да дојдат, денеска дојдоа, поистрпија малку водата и толку. Те така седуваме цела ноќ. Без сон. Па како спање, па ти смееме ли да заспиеме? Викам, па најпосле молам Бога, викам нека падне, нека не утепа и деф. Да ти кажам, вода беше до тука у собите. И врата не се отвара, у другата соба не може врата да отвориме. Па дигнало се е сигур тоа. И те така, дрвена е врата и ни една не се отвара. Не може да улеземе, али ще се земе. Изобилниот доток на вода ја наполни и куќата на семејството Шуманови од Грдовци. Ги наполнила сите простории, а напад била да прелива и преку прозорците. И во оваа куќа од покујкнина е уништено буквално се. Ово е тука, например, ногарите више од влагата што улева, изгниено е. Една изфрлиме. Ете една надврз тоа е. И ово ќе се оштете. Од бела техника шо? Од бела техниката тоа е те. Фрижидерите. Многу лошо. Претерано лошо. Водата тука. Цела ноќ не сме спале. Јас, сину, жената, сна, дете, сите. Од каде почна водата? Од шахтите. И извира шахтите, напуни се двори готово. Проблем со водата имаше и куќата на Шутинови. За среќа во однос на другите, од неја урнат само дел од надворешниот зид. Види каква е штетата. Кујната, лане ми се суми за каде веќе се удавија таму кај ми стоја, од водата тука што тече. Те дупка гледа там сниме брат. Кога е падна тоа? Па синоќите падна. Значи еднаш ми онаде пред една година две зајците ми сите удавија. Те таму ми стоја зајците таа кујна. Брана градче е на прелив, а речиси сите реки во Кочанскиот регион се надвор од речните корита. Значи во браната Калиманци има зголемен водостој, но нема никакви проблеми за тоа што доста ни отродна браната и целата вода ќе акумулира. Има наворнато околу само 15 литри дош на метар квадратен до сега, така да не е голем проблем за браната Калиманци. Во Зрновски има наврнато голема количина на дош, Зрновска река е зголемо на нивото на вода, така да прави проблеми, но за сега ги држиме под контрола. Проблем имаме од Кочанска река, бидејќи во Кочани наврна многу дожд, браната градче во моментот доаѓа на прелив и затоа имаме проблеми во село Потлук и село Облешево, имаме поплавено куќи. Така да машините на водостопанството се на терен, во соработка со општината и со водовод, во постојана комуникација сме за да ги справуваме тие проблеми што можеме. Дождот е многу, мислам голема количина дожд наврна за многу кратко време, така да мораме ние да се справуваме со тај дожд, иако не се отежнати можностите на некои места. Најпогодени се селата Долни и Горни Подлог, каде се бројат огромни штети. Наваѓаме се во село Горни Подлог, во Горно Мало, не се памте ваква катастрофа. Јас сум 56 години, вакво нешто не се памне. Прасиња ноќте изнасаваме од Кочани, дека е посуво, дека може да се спасе. Колите са пуни со вода, дворовите, куќите унетре, намештај. И ламинати, спална, и кујна, фрижидери, шпориња, перална, се ми е пуно. До колена вода спрат. Друго немам што да кажам. Нека дојдат, нека видат. Вакво невреме во овој крај не се памети со децении, а мерните станици покажале запрепестувачки бројки. 128 ја имам мерачка, 128 литри паднало ноќеска. На метар? Да. Абе, страшно беше, ко се стемни, пука, ќе чини се ќе, викам, исклучиме се живо, викам, во ќе не поплави. Собале станум, Вода од сите страни? Од сите страни, од тамо, у куќите више
да не смееш да подзрнеш. Со згоре тече преку термидите. У собата се е ударило такво. Во исто време, Кочанска река беснееше во Облешево. Тамо многумина речиси до пладне спасуваа се што можеше да се спаси од покуќнина и стока. Дел од стоката на сигурно беше веднаш, а друг чекаше трпеливо и заробено. Освен човечката, тажна беше и сликата со животните. Оваа крава е оттелена пред неколку дена и никако во спас не сакаше да замине без своето теле, кое за момент беше оставено во шталата. Еве сега, дето со еден трактор отнесува ги прасињата да ги имам 10 прасенца, не ги изнесува, сега се врнат маторицата донат, еве јагнето слушате од тука дека и оно блее, пуна е гаражата вода. Тамо долу можете да видите хидрофорот више пун вода, моторот вода и немаме ни вода, немаме ни струја. Штетата си штета. Па голема баша, нешто приход што има житарица такова поплавено, стока, алуваме со тоа. Ако е од дошт, многу е. Вака семејството Јованови од општината Чешиново Облешево ја коментира актуелната временска ситуација. Најмногу се загрижени за стоката, затоа што велат водата не штеди никого. Цела ноќ стражар сам тука, одам, водата напредува, повеќе нема што да и правиме. А крави сами у вода, свињу у вода, кокошки. Локалните власти на општина Чешиново Облешево од рано утринава се на терен, ги санираат штетите колку што можат. Што можеме на луѓето да ги помогнеме да спасиме ситуацијата. Со тие расположени средства што ги имаме ние како општина, локална самоуправа, се е излезено на терен и функционираме што можеме. Од синоќа на терен се и екипите од Кочани. Уште синоќе излеговме со машините на јавното комунално претпријатие на терен во подрачјето таму кај што е најкритично горни поблок. Расчистувавме толку колку што можевме да помине водата, меѓутоа очигледно дека тоа не беше доволно и во утроинските часови, значи од 5-6 часот јас бев на лице место каде што покрај механизацијата на јавното комунално претпријатие ангажиравме механизацијата од една машина од водостопанското претпријатие и на неколку места мораше да го пресечеме и патот кој ги поврзува, локалниот пат кој ги поврзува двете села, Горни и Долни Полбок, се со цел да одлечеме поголема количина на вода од Горни Полбок и да ги ослободиме домовите. Големи проблеми, силни и обилни врнежи од дожд направија и во Карбинскиот регион. Тамо сериозно е оштетен регионалниот пат кон Плачковица и околу 50 метри во правец на викенд на селбата Вртешка, што се целосно непроодни. Имаме сериозни оштетувања на коловозот на километар 28+050 од регионалниот пат Штип-Плачковица. Македонија пат веќе поставува ознаки за непроодност, пошто ќе се започне и постапка за санација на патот. Во меѓувреме, особено за време на викендот, се советуваат граѓаните да не го користат овој патен правец. Информираат од Македонија пат. Коловозот е однесен во вкупна должина некаде околу 120 метри, значи целиот трупот на патот е однесен тампонот и асфалтната површина е деформирана. Моментално има екипи од Македонија пат кои што ставаат хоризонтална сигнализација ради безбедност. Во еден дел е оспособен покрај самиот коловоз да можат да се движат возила према планината Плачковица горе и викенд насобата Вртешка, меѓутоа до понеделник ќе биде отежнат преминот.